8. mart, Međunaroden den na ženата. Na ovoj den ženите vo svetot го одбележуваат извојуваното право за рамноправност со мажите. Но и денес, по 100 години, откако жените почнаа да го одбележуваат и да го прославуваат денот на жената, има земји во кои на жената не и се признаваат сите права што ги имаат мажите. Жените се наоѓаат во дискриминаторска положба во однос на мажите. Поради тоа, во голем број земји, место да го прославуваат својот ден, жените демонстрираат, барајќи ги своите права, како што се овие демонстрации на 5000 жени кои демонстрираат барајќи и борејќи се за своите права. И денес, во 80-тите години на 20-тиот век, модерно време, жените одржуваат конференции и конгреси на кои се зборува и се расправа за правото на жената, како што е оваа конференција посветена на правата на жената, одржана во Соединетите Американски држави во 1977 година. И жените од африканскиот континент во новите услови на живење на конференцијата во Алжир 1974 година расправаа за изменетата положба и улогата на современата жена од арапскиот свет. Но и покрај тоа што во голем број земји во светот се уште има омаловажување на жената и не и се признаваат основните права, огромен е бројот на жените што имаат постигнати големи успеси. Денес има голем број жени што се занимаваат со политика. Жени кои рамноправно со мажите се вклучени во општеството, без разлика во кој општествен поредок живеат. Овие две жени што ги гледаме на филмов се добитници на Нобеловата награда за мир во 1976 година. Тоа се Бети Вилијамс и Мејрит Каригон. Ќе истакнеме и тоа дека во последнава деценија има неколку жени кои беа председатели, премиери на влади. Индира Ганди на Индија, Сиримаво Бандаранајке, Шри Ланка, Маргарет Тачер, Велика Британија, Милка Планинц, Југославија и други. А сега да се вратиме на историјатот и борбениот пат на жената за извојување на правото на жената да биде рамноправна со мажот. Низ слики и документи ќе го проследиме историјатот на осмомартовското движење на жената и прославувањето на 8 март, празникот на жената, празник на сите жени во целиот свет. Меѓународниот ден на жената, популарно наречен 8 март, во историјата на меѓународното работничко движење има исклучително значење за работничката класа. И има речиси истата улога како и Меѓународниот ден на трудот, 1 мај. Идејата за 8 март, како ден, чие што воведување треба да придонесе за обединување на женските напредни сили во светот во борбата за полна еманципација, се јавува во последните децении на 19-тиот век меѓу социјалистите во Европа.
И затоа, востановувањето на Денот на жената представува револуционерна победа и афирмација на марксистичките ставови за решавање на така нареченото женско прашање, како класно прашање што придонесува борбата на жената за полна еманципација да стане составен дел од борбата на пролетаријатот во целина, борбата за нови општествени односи. Затоа, кога зборуваме за 8 март, треба секогаш да се има предвид неговото историско значење кај жените од сите континенти, бои, раси и националности. Периодот на индустриската револуција и во животот на жената отвори нова епоха. Тоа е период на зајакнување на пролетарската свест, период на социјални револуции, период на отворање нови страници во историјата на човештвото. Жените работеа во неповолни услови, во рудниците ги носеа со себе и децата, во фабриките минуваат денови и ноќи со мажите. Законите за работа во рудниците во 1842 година донесоа одредба со која подземната работа за жените и децата под 10 години се забранува. Ова е прва законска одредба за заштита на жената. Сепак, требаше да поминат 4 години, па жената во Англија да престане да работи под земја. Првите одредби во Франција, што се однесуваат на посебната заштита на вработените жени, се донесени дури во 1874 година. Со нив се забранува ноќна работа за жените до 21 година, а исто така се забранува подземна работа за жените. Требаше да минат 20 години, па првите одредби за породилно отсуство во 1909 година да влезат во заштитното законодавство. Во 1874 година во Соединетите Американски држави се донесени првите прописи со кои е ограничен работниот ден на жената. Со нив е воведен 10-часовен работен ден, односно 60 часови работна недела за жените во текстилната индустрија. Во 1893 година во Германија се водат анкети во врска со женската работа, се основаат женски синдикати, се основа Центар за женски испитувања во рамките на Социјалдемократската партија. Во 1889 година се гледа активноста на женските организации за прашањето за рамноправност на жените, во кој германските социјалистки играа значајна улога, а меѓу нив, особено во врска со прашањето на жените, се истакнуваа две маркантни фигури – Клара Цеткин и Аугуст Бебел. Во 1891 година англиското работничко законодавство добива уште еден значаен член – право на породилно отсуство во трајање од 4 недели, што не значеше особена помош за жените, зашто не обезбедуваше никаков надоместок за тој период. Стремежот и барањето на жената за рамноправен третман во општеството веќе кон крајот на 19. век се зајакнуваат. Социјалистките вложуваат напори за обединување на женското напредно движење во рамките на Втората интернационала. Првиот обид е направен од Клара Цеткин во 1896 година на Конгресот на Втората интернационала во Лондон. Меѓутоа, до обединување на женското пролетарско движење доаѓа по 10 години упорна политичка активност на Конгресот во Штутгарт во 1907 година. Имено, во присуство на 59 делегати од 15 земји е одржана првата конференција на жените социјалисти. Избран е меѓународен секретаријат на жените социјалисти, а прв и долгогодишен негов председател е Клара Цеткин. Втората меѓународна конференција на социјалистите во Копенхаген во 1910 година има историско значење, на кое е извојувано воспоставувањето на Денот на жената. Конгресот во Копенхаген го усвојува барањето на социјалистките за установување на Меѓународниот ден на жената, што како идеја се појавува во Америка во 1909 година, кога на 28 февруари американските социјалистки организираат масовни демонстрации барајки политички права. Празнувањето на Денот на жената, 8 март, за прв пат е изведено во Германија во 1913 година. Меѓутоа,
Веќе во 1914 со започнувањето на Првата светска војна, осмомартовското празнување во некои земји е сосема оневозможено. И тој е празнуван само во некои неутрални земји, како што се Норвешка и Швајцарија, под паролата «Војна против војна». Додека жените во Европа, напоредно со раѓањето на пролетаријатот во почетокот на 19. век, го почнуваа својот долг пат кон ослободувањето, жените на Русија екзистираа во феудални општествени односи. Со соборувањето на царизмот, со победата на Великата октомвриска револуција, е создадена првата пролетарска земја во светот. Во токушто родената млада Советска република, жените на Советскиот сојуз за прв пат во името на сите поробени жени во светот покажаа дека се способни, заедно со мажите, да извојуваат не само слобода и право на работа, туку и со пушка в рака да се борат за слободата на својата земја. Во Црвената армија, рамо до рамо со мажите, жената беше и борец, и мајка, и болничарка, и беше достојна за својата улога. Партијата на болшевиците преку Октомвриската револуција му даде на меѓународното движење на жените жени комунисти, како проверени и обучени кадри, кои подоцна ќе бидат пример на другите жени од светот на патот кон сопственото ослободување. Нов квалитет во женското меѓународно движење настанува по вториот конгрес на Коминтерната летото 1920 година, на кој е поставено прашањето за учество на жената во класната борба. На конгресот е донесено упатство за организирањето на жените во одделни земји и за формирањето на меѓународниот секретаријат на жените при извршниот комитет на Коминтерната. Начело на меѓународниот секретаријат на жените комунисти е Клара Цеткин, близок соработник на Ленин и Надежда Крупскаја. Од април 1921 година почнува да излегува и неговиот орган Комунистичка женска интернационала. Положбата на жената на Југославија не се разликуваше многу од онаа на жените во другите краишта на светот. Ниту за главниот работнички сојуз, ниту за Српската социјалдемократска партија не би можело да се рече дека и посветувала особено внимание на жената. Исклучок прават Светозар Марковиќ и Димитрije Туцовиќ. Во 1910 година, по иницијатива на Димитрije Туцовиќ, во Белград е основан секретаријат на жените социјалдемократи, кој покренаа свој весник Еднаквост. По една деценија остри борби, работничката класа на Србија се избори за закон за работниците кој стапи на сила на 1 јули 1911 година. Во овој закон се забранува ноќната работа на жените. Работничките работеа во ужасни услови, а селската жена живееше како во времето на феудализмот. Жената во Македонија. Кога се има предвид економско-политичката состојба во Македонија во првата половина на 20. век, Илинден, младотурската револуција, пропагандите на соседните балкански монархии, фасцинира податокот дека малобројните социјалистки преземаат идентични акции за решавање на неравноправната положба на жената. Еден од првите собири на жената во Македонија, на кој се расправа за решавањето на неравноправната положба на жената, е одржан кон крајот на 1907 година во Скопје. Социјалистката Роса Плавева, која има тесна соработка со турските социјалистки во Скопје, организира собир што се одржува во нејзиниот дом. На собирот присуствува околу 20 жени, при што се расправаше за положбата на жената и нејзината еманципација. Но турската официјална власт во градот дознава за собирот и тој завршува со интервенција на жандармеријата и апсење на Роза Плавева. Меѓутоа, со сигурност може да се тврди дека осмомартовските празнувања во Македонија го носат датумот на 1920 година. Обновениот партиски весник Социјалистичка зора по повод Меѓународниот ден на жената во 2 наврата објавува пригодни написи во кои остро се критикува двојниот морал на општеството. Вториот напис, рамноправноста на жената, ги бара сите права на жената, односно нејзино изедначување со мажот.
Со прогласувањето на обзнаната во декември 1920 година, а потоа на 6 јануарската диктатура во 1929 година, за женското комунистичко движење, како и за Комунистичката партија на Југославија, настапуваат години на длабока илегалност. Така, со формирањето на Независната работничка партија на Југославија во јануари 1923 година, доаѓа до известно легализирање и на женското пролетарско движење. Обновено и барањето на жената за полна рамноправност пред законот. Комунистичката партија на Југославија ова екзистенцијално барање на жената го поставува на изборите во 1935 година. Организирање масовен собир на жените во Скопје, кои своето барање за право на глас го поставуваат енергично, раководени и од потребата во решавањето на виталните прашања на земјата, како што се мирот и борбата против фашизмот. Големата акција на жените за право на глас, што во 1939 година ја организира Комунистичката партија на Југославија, е само логично продолжение на класната борба. Податокот дека само во Македонија се собрани 30.000 потписи за петиција со која од владата на кралството Југославија се бара општо активно и пасивно право на глас на жената, во 1935 година партиската организација во Велес по повод 8 март организира серија предавања, а во Прилеп е изведена осмомартовска екскурзија на која колективно се чита напредна литература и поезија. Идните години оваа практика во Прилеп успешно продолжува. Осмомартовската конференција во 1940 година завршува со заклучокот дека сите организирани жени треба да организираат малски конференции за значењето на 8 март. Заеднички именител на осмомартовските празнувања пред Втората светска војна е изразениот антивоен и антифашистички карактер. Со почетокот на Втората светска војна, а особено во 1941 година, Меѓународниот ден на жената е одбележан во сите поголеми индустријски претпријатија, а особено во монополите. Организирани се конференции, кратки собири и приредби, како што е случајот во Скопје, Велес, Струмица, Тетово, Крушево, Куманово. А онаму, каде што немало можност, работничките доаѓале на работа во нова облека, се закануваат и вршат саботажи. Највисок степен на афирмација на жената и на осмомартовските барања на времето меѓу двете светски војни се изразени во незиното масовно учество во Народно-ослободителната војна и Социјалистичката револуција од 1941 до 1945 година. Еднаква во правата и обврските со своите истомисленици, прогласот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за вооружено востание против фашистичките окупатори на земјата, жената ги прима и ги доживува како свое единствено раководно начело за револуционерна акција. На жената, која во предвоениот период се афирмира во класно способен борец, Народно-ослободителната војна и револуцијата и ги даваат долго очекуваните можности за енергична пресметка со фашизмот и со сите видови на угнетување и дискриминација. Ова масовно учество на жената во Народно-ослободителната војна е сатисфакција на напорите на Комунистичката партија на Југославија за формирање на новиот тип жена – жена пролетерка и револуционерка. Врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, другарот Тито, за учеството на жената во Народно-ослободителната борба, истакна: жените на Југославија го покажаа својот хероизам уште во времето кога започна антифашистичкото движење на жената во 1936 година, барајќи да бидат во првите борбени редови за ослободување на поробените народи на Југославија. Ќерките на нашите народи застанаа во првите редови на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Нашата заднина беше повеќе од што и да е друго. Тие беа свесни на овој историски момент, кога се решаваше судбината на целото човештво, кога се решаваше за судбината на жената.
Поздравувајќи е првата земска антифашистичка конференција на жените на 6 декември 1942 година, врховниот командант на Југославија, Јосип Броз Тито, меѓу другото рече: "Јас се гордеам што стојам на чело на една армија во која има голем број жени. Слободно можам да кажам дека жените во оваа борба со својот хероизам и со својата издржливост беа и останаа во првите редови, така што на нашите народи на Југославија им причинува голема чест што имаат такви ќерки." Нашите жени не случајно влегоа во оваа борба. Тие беа свесни на историските моменти. Свесни за борбата што се води за ослободување на нашиот народ. Свесни за иднината на нашиот народ и за среќна иднина на самите нив. Жените на Југославија, кои во оваа борба со таков самопрегор дадоа такви животи, тие што упорно стоеа во првите редови на народно-ослободителната борба, имаат целосно право, овде, денес, еднаш и за секогаш, да утврдат една вистина, дека оваа борба мора да донесе плод и за жените на народите на Југославија. Никогаш и никој не ќе може да ги одземе тие скапи плодови од нивните раце. Зад сите овие дела на нашите жени стои Народно-ослободителната војска и сите жени кои се наоѓаат во првите редови на нашата голема борба. Во воените години, осмомартовските одбележувања главно се манифестираат преку масовни акции на народната помош за изработка на топла облека на борците, подготвување храна и за собирање доброволни прилози. Меѓутоа, на 8 март 1943 година во Струга, околу 20 жени изведуваат демонстрации по улиците на градот. Оваа политичка акција го привлекува вниманието на италијанската окупаторска полиција, која ги растура демонстрантите. И во Неготино, на 8 март 1943 година, жените организираат протестен собир пред Комесарството за снабдување. Исто така, 8 март е одбележан и во единиците на Народно-ослободителната војна и во партизанските одреди. По повод Меѓународниот ден на жената, биле правени дзидни весници и одржувани приредби, читани се реферати за теророт на окупаторот, но и за извојуваната рамноправност и за низиното учество во Народно-ослободителните одбори. Во оваа насока е и написот во априлскиот број од 1944 година во списанието Илинденски пат, 8 март и учеството на македонската жена во Народно-ослободителната борба, чиј автор е Веселинка Маринска. Оваа статија има повеќе програмски карактер. Ретроспективно се осврнува на 8 март и дава преглед на учеството на жената во фронтот на заднината, во градот и селото и во единиците на Народно-ослободителната војска. Првиот слободно празнува на 8 март и припаѓа на 1945 година. Тоа се денови полни со масовни акции за собирање помош за настраданите краишта во Југославија и воедно во Македонија. Импресивни се податоците за безрезервната грижа на жената за ранетите и болни борци. Тоа се денови на обнова и на првите работни акции, згрижување на воените сирачиња, помош во доброволна работа за отворање на првите македонски училишта, водење на аналфабетски курсеви и првите слободни избори. Учествувајќи во војната, рамноправно со своите другари, 91 жена се одликувани со најголемото признание – Орден на народните херои на Југославија за посебни заслуги, борбеност, несебичност и храброст во текот на Народно-ослободителната војна и револуцијата. А од нашата република со Орденот Народен херој се одликувани 7 жени.
По ослободувањето на земјата, и жената активно се вклучува во обновата и изградбата на разурнатата земја. И секоја година го одбележува својот празник со нови победи, постигнување на работното место, во установите, фабриките, училиштата, во самоуправните органи и во другите места каде што живее и работи.